во Македонија да се постигне нешто ако нема дисциплина? Не само во Македонија, било каде. Доколку нема дисциплина, ќе има ли резултат? Па нормално дека ќе нема, затоа што ако е распашена команда, што ќе се направи? И дома гледате, ако еден влечи на она страна, еден на другата страна, што ќе стане? Сакам да ви кажам нешто и за мојот против кандидат кој денес на сите звони дека тој е веќе сигурен победник. Па ако е веќе сигурен победник, да му честитаме, да не се мачеме, да не излегуваме на избори. Што он веќе се осеќа како победник. Меѓутоа, нешто ми бега од пред камерите, не сака да излезе на двобој. Зошто ако си сигурен во себе дека ќе победиш, не сакаш да излезеш пред штипската јавност и да кажеш што е тоа што си го направил во животот? Па сега јас оваа вечер ќе ви кажам што има направено во животот. За Штип и за штипјаните и за било кој во општина Штип, ама баш ништо нема направено. За себе лично, заедно со дедо му, мислам дека доволно имат направено. Тој се спремаше да отиде за Брисел, да биде некој си представник македонски во централата, во централниот регистар. Меѓутоа, Груевски го фати за уво и го врати во Штип да биде кандидат. Сите оние што претходно биле кандидати, биле фичовци, а тој бил Мерцедес. Па сега да го видиме тој Мерцедес како работи, пошто ќе треба со луѓето да излезе очи у очи. Јас сум спремен и се спремам овие претходни 5 години да излезам пред вас и да не се плашам од ништо и да ви кажам дека јас ја посакувам таа работа. Не ја посакувам фотелјата што стои таму, затоа што е небитна. И самиот себе се прашувам како ќе го организирам работниот ден. Дали како досега што се организираше, да се изигрува како пречекувачка, што викаме ние по штипски, и да ги прашуваш тие што ќе дојдат какво кафе сакаш, или да се растрчаш по сите улици, по населби и нешто да се постигне, да се направи за овој град. Јас мислам дека доста беше веќе од празни ветувања и мислам дека конечно и дефинитивно треба сите да сватиме дека тоа што се случи 2006 година, што се потврди 2008 година е една само портокалова магла. Ништо повеќе. Дали се сеќавате кога беше свеченото отварање на училиштето? Директорот на училиштето железни опинци облече да најде начин како ова да се реши. Дојде Груевски, ножицата ја пресече лентата. И кога праша, ова е донација на владата. Кога слушнаа швейцарците, не се ни појави овде. Понатаму гледате дека овие денови Македонија стана место за камен темелници. И Штип пред неколку дена исто така ја изгради новата спортска сала, односно сега новиот стадион на Сутлакот. Порано се изгради нели тоа спортската сала, сега стадионот е наред, а Зоранчо Алексов најверојатно и затворен базен ќе ви прави. Јас не дојдов да правам затворен базен, пошто мојот спорт борењето може и на трева да се изведува, така да не мора да има затворен базен. Јас сакам да ви кажам која е еднината на нова населба. Вие гледате дека некаде овде покрај вас никнуваат некои капацитети, како што е тоа на Славе. Сигурно Славе нема намера таму сам да си седи, да си стави една маса, сигурно има намера да работи нешто внатре. Како тоа ќе се направи? Со една поедноставна работа на администрацијата, на Штипската локална администрација, и во делот кога ќе дојде третата фаза, што е наред да дојде, децентрализација, каде што земјиштето ќе премине на локална самоуправа, тогаш може да се разговара да сите оние кои што се заинтересирани во овој дел да направат стопански капацитети да ја овозможиме. Зошто е интересно ова место? Вие видовте таму на петлето дека веќе полека тој дел од патот се исполни. Значи, такви
капацитети како што е за Opel, па понатаму за Peugeot и многу други фабрики кои што се отвараат и веќе полека просторот треба да се префрли од оваа страна. Владата вети дека ќе се направи индустријска зона, дека еден дел веќе они кажуваат дека е направена во нивната програма, пошто датата кога требаше да биде, тоа требаше да биде 2007 година, меѓутоа сега сме 2009 година и вие гледате дека тоа е така како што си било. Останува со третата фаза на децентрализација, ние како локална самоуправа да овозможиме на луѓето кои што ќе имат желба да градат нешто овде, да овозможиме да можат луѓето што живеат овде да се запослат. Единствено тоа ќе биде формата на која што ние во тој дел ќе можеме да ви помогнеме. Инаку сето останува во сферата на шпекулации. Вие знаете дека од сите тие фабрики што се отворија, дури главата почне да не боли. А никаде ги нема. Пак луѓето се без работа, а и со ова сега што се случува во светот со светската криза, полека и сигурно, без разлика што владата не признава, ние влегуваме во таа фаза каде што и за Македонија ќе биде уште потешко. Ако е многу тешко за еден Исланд, кој што бил прв по национален доход и наеднаш објавува банкрот, државата објавува банкрот, што останува за Македонија? Значи, драги пријатели, оваа вечер, имајќи го предвид ладното време, не би сакал многу да ве задржувам. Вие знаете кој сум, знаете зашто сум. Мислам дека посебно не треба да се представам, останува вие да си го кажете своето. Јас сум тај како што сум, малку како што рековме незгоден карактер, ама работата пред се мора да се тера. Доколку некој мисли дека со моето доаѓање ќе течи млеко, па попосле и мед, е на грешна адреса. Млекото тече кај Груевски. А наскоро верувам дека и медот ќе протече затоа што ништо не се прави за тие луѓе кои што купиле 2 крави, 3 крави, 5 крави и они знаат како сето тоа го издржуваат сега во овој момент. Јас би имал толку, доколку вие имате нешто да ме прашате, стоам на располагање. На крајот, сакам утре, на 12 четврток, да ве поканам во Домот на културата. Ќе се одржи големиот митинг на Социјалдемократскиот сојуз, каде што ќе бидат представени сите кандидати на советничката листа, која што е со реден број 14. Ќе дојде нашиот председател Зоран Заев, кој што е кандидат за градоначелник на Струмица. Ќе дојде кандидатот за председател Љубомир Фрчковски и јас како кандидат за градоначелник на општина Штип под реден број 1. Јас ве поканувам доколку сте во можност да дојдете да видите како сето тоа ќе го направиме и верувам дека таму нема да биде толку ладно како овде. Благодарам.